Председателе на овој што вие го оваа дискусија неформална што отпочна. Ве молам, кој има потреба за расправа, излезете надвор, расправајте. Слушајте го колегата. Слушајте го колегата. Не ме изненадува што имаме за жал ваква ситуација. Поголем дел од дискусијата и токму на тоа сакам да се насочам. Иницијално ќе се повикам и јас на член 77 став Член 77 став 1, каде што собранието без претрес се изјаснува за секој предлог за изменување и дополнување на предложениот дневен ред и за предлогот на дневен ред за седницата во целина. Вториот став е за самото образложение што е во рок од 3 минути. Не знам дали ќе биде доволно, но ќе се потрудно да се офатиме. И третото вели третиот став, кога предложениот дневен ред ќе се направат полно измени, во текот на седницата не се носи конечниот дневен ред. Она што зачудува и што е искрено јас не можам да го разберам во текот на денешниот ден, имало ситуации преходно, признавам, но навистина не можам да најдам логика на вакво однесување, на ваква демонстрација на сила, на надмоќ, на ароганција, од страна на владеачкото мнозинство. Препознаени се некои работи, но ваква ароганција пред процедурите, правилата, законите, праксата е навистина непотребна. Иритацијата се разбира од првата точка што е на предложениот дневен ред, каде што предлог на одлука за разрешување на член на комисија за прашања на изборите и именувањата на собранието на Република Македонија, понесена од Тава Џафери, Јован Митровски, Горан Бисовски, Диме Велковски, Снежана Колевска-Ванчева, Дарко Каевски, Даниела Николова, Боби Мојсовски, Панчо Минов, Марија Ѓорѓиевски, Жаклина Лазаревска. Во најмала рака не треба да биде прва точка на дневен ред. Сметам дека ако веќе сакаме барем малку достоинството на овој законодавен дом да се запази, нека биде осма точка како предлог на овој дневен ред. Нема потреба од вакви насилни методи. Станува збор за многу сериозна точка, за многу сериозно тело на овој законодавен дом, кој што е потребно за нормалното функционирање на собранието. Зошто да го обременуваме со непотребни притисоци, со непотребни тензии и да се става магла врз самата точка? Јас го упатив едно прашање до координаторот мој. Ако беше све веќе така лесно, тривијално како што сака да го покажи власта, како тоа 3 месеци имаше разговори, разгледување на оваа точка и како да се излезе од ситуацијата. Еве, ќе ги охрабрам сите мои колеги пратерици од владеешкото мнозинство, пазете истото прашање до вашиот координатор. Дали ако беше тривијално да се соберат десетина предложувачи, на 4 минути пред седницата да се достават до собранието и ќе се најде излез од ситуацијата која што очигледно дека некој претходно утврдил дека нема правни, легални или деловнички услови за да биде спроведено онака како што се владеачкото мнозинство. И конечно, кој е тој уставен судија? Благодарам. Од завршувам. Кој е тој уставен судија што сака да биде Не е избран предмет на уставен ваков начин? судија сега во моментов. Благодарам. Благодарам. Е така.